Ticket? Ticket? Yes. Here? Number please. Сега малку тука ќе возам покрај Мраморното море. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое патуваме со Ташето. Денес јас ја напуштам Турција, односно се упатувам кон Чанаккале, од Чанаккале кон граничниот премин Ипсала помеѓу Грција и Турција и оттаму одам да престојувам во градот Дедеагач во Грција. Со тоа што во Чанаккале ќе фатам траект, доколку може да се плати со картичка, бидејќи немам лири во мене повеќе, уште само 70, а траектот ќе кошта негде 400 можеби. Доколку не ќе одам на најновиот мост на Босфорот, што ги поврзува Европа и Азија, каде што ќе можам патарината веројатно со картичка да ја платам. Тука во хотелот беше многу убаво и персоналот беше фин. Имав солиден појадок, нешто како шведска маса беше со јајца, зеленчук, едно друго и десерти, мармалад, джем. А денес имам за возење 380 км некаде, но прво до Чанаккале имам за возење 100 точно километри. Локалното време е 10 часот, би требало за 1,5 час да стигнам таму. А траект има на секој час, односно точно во 11, точно во 12, точно во 1, точно во 2. И јас се надевам сега дека ќе го фатам тој во 12 часот. Со тоа што сега е 10 часот, таму би требало да стигнам околу 11:30. Пауза нема денес да правам, тоа на тректот ќе ми биде едната пауза и следната на границата додека чекам едно друго. Така да не знам на граница колку брзо ќе поминам, дали ќе има чекање, дали ќе има гужви, редици, останува да видам. Иначе од тука од Чанаккале има и фери бродови кои што ве носат до Истанбул, до Бодрум, до Бурса, така да не е само од другата страна, односно во Европа, најблиската точка од тука. И еве го пристаништето. Сега се откај да влезам вајда од тука. А кај ќе можам да купам билет? Ticket? Ticket? Yes. Here? Number please. Credit card? On the other side. Ечте. Card please. Which one is it? What time does it depart? Time. Okay. Okay. Испадна дека во един... А кај остах јас на раквицата?
И ја напуштив Азија, евре овие страни, а сега добре дојдов назад во Европа. Сега следно застанување на самиот граничен премин и Псала. До таму имам уште 143 километри. Интересно беше возењето на траектот, имаше галеви на траектот цело време, дури се возевме. Се гледаат тука и товарните бродови поминуваат, се движат кон Босфорот. Има иначе тука во близина и мост на кој се плаќа патарина, не знам точно колку, не проверив ни за траектов колку платив, искрено да ви кажам. Тој мост е најновиот премин помеѓу Европа и Азија. Сега беше отворен лани, може би оломнани, најкасно оломнани. Сега малку тука ќе возам покрај мраморното море, доста е ветровито и со тоа доста брановито, меѓутоа и водата е доста чиста. Јас мислев во 12 дека ќе тргам, меѓутоа тргале во 11:30, може би во 12 од оваа страна трга за кон Азија. Но убаво испадна 11:20 беше часот јас кога стигнав кај пристаништето и само што го кажив моторот по 5 минути тргна и траектот. Моментално го обиколувам градот Кесан. Локалното време е 1:05 часот, а јас имам уште 28 км до граничниот премин. Релативно брзо стигнав, побрзо од предвиденото, а прво сакам да турам бензин, да гледам на 1 км бензинска пред да влезам во Грција, бидејќи тука е поевтин бензинот и од тука следно турање да ми биде во Македонија.
Hoş geldiniz. Full. Full. Tamam. Kart? Cash. A, yok cash. Čekaj, Turi? Kart. Kart samo. Okay. Ok. Comfort. Yes. Number 5. Market. Inside? Ok. Kasa. Market. Hello. Number 5. My friend. Tamam. This is for you. Okay, bye bye. Bye bye. Naполних още 10 лири събираше, а сега време е да одам до граничниот премин. 25 км. Пристигнав јас на граничниот премин. Овде гледам има камиони до тука. Ама за коли пише дека треба овде. Тоа овде е ваму. За мотори нема, меѓутоа нема врска. Додам. И супер, нема многу редици, по неколку коли се. Извадливо реално, јас ќе морам тука да застанам и да слезам, да извадам и кацигата, бидејќи има камера тука барем кога влегува во Турција и треба да ви го сними лицето. И да сте со кола треба кога слезите и да ве сними камерата. Доста брзо поминав и мислам дека веќе можам да кажам збогум Турцијо. Утре ќе кажам повеќе заклучоци за целокупното патување. Во глобала едно добро искуство, но повеќе утре ќе ви кажам сепак. Тука мислам дека повторно ќе треба сообраќајната да ја доставам, барем така беше кога влегував. Sorry, English? Сега официјално збогум Турцијо, веќе ја преминувам реката Марица, границата помеѓу Грција и Турција, еве и војници. Многу камиони чекаат, не знам дали има и автобуси. Чекаат камионите за вова да влезат, не знам што и зошто е. Јас одам тука, нема и тука многу коли, тестина да речам. Што е ова водата? Ќе почекам и тука. И нормално стандардниот проблем со влегување во Грција, само еден шалтер работи. Can I go?
Влегувам јас полека во Дедеагач, до хотелот имам уште 8 километри. Дедеагач е иначе град во Одринско. Тука ќе преспиам и утре веќе ќе влезам во Македонија, но нема да одам веројатно директно преку Битола. Туку малце ќе завртам и низ Македонија. Хотелов малку ми е надвор од градот. Не малку, току 5 километри. Но може би има некој селце во близина него да шетнам да јадам едно друго. Ако нема, ќе си порачам јадење. И еве го Алео. И денес буквално цело станче имам. И ова ми истовремено и најскапио смештај, 55 евра плаќам од вечер, немаше подобра опција. Морав тука, ја имам тараса со као сатворо, со базенче и тука само празен, поглед на морето. Што си направам? Горе имам нешто, ќе видам што имам, не знам, тука имам трапезаришче мало, кујниче, вецето, што имам друго, цела спална овде буквално, значи буквално станче, но цело ја видам на второ спратиче што имам не видов. Скали да не се баш да со чизми да ги качвате. Кревети мои тук, како соба посебно. Ама затоа е 55 евра. Пешачам јас повеќе од 35 минути, може 1 сат, до хотелот, а тука и ќе го одјавам ова видео, јадев гиро, иначе не ви кажав 4,5 евра. А тука негде го завршувам и ова видео за денес, предпоследно утре одам Македонија. Доколку ви се допадна, притиснете лайк и доколку веќе се немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.